Здраво. Јас сум адвокат Весна Тренковска и денес би сакала да позборувам малку во однос на семејното насилство. Семејно насилство е насилство кое што се случува помеѓу насилникот и жртвата. Тие како однос кој што помеѓу себе го изградиле, кој што го имаат, може да бидат брачни другари, вонбрачни другари, љубовни партнери, да имаат пријателски однос, да бидат родител и дете, дете и дете, дете и родител од обратната страна, потоа лице кое што е со попреченост, кое што е со хендикеп и кое што на некој начин неговата ситуација е подредена во однос на ситуацијата на насилникот и токму затоа и самиот закон се нарекува Закон за спречување на родово базирано насилство. Насилството како поим представува противзаконито дејствие кое што насилникот го врши према жртвата и ова дејствие може да биде опфатено како физичко насилство, кое што представува физички удар, нанесување на болка, нанесување на телесен удар на жртвата, може да биде психолошко насилство, кое што може да биде опфатено како демнење, како вознемирување секојдневно, како правење на психичко вознемирување, постојано укажување на нешто, демнење на социјални мрежи, проверување на имејл пошта на жртвата, проверување на неговите комуникации со неговите пријатели, демнење во ситуации каде што жртвата е излезена со своји пријатели, да насилникот без најава направи инцидент. Така да психолошкото насилство е еден поширок опфат на насилство кое што може да го регулира овој закон, а исто така се е опфатено и економското насилство кое што самото по себе кажува дека жртвата е спречена да може целосно да располага со својот личен приход, со своите лични средства, или пак е спречена да располага со своето домакинство, на кој начин и се ограничува користење на основни средства за живот, како што е топла вода, како што е шпорец за да може да готви, фрижидер каде што може да ја чува храната, да се ограничуваат овие средства и на тој начин се смета дека жртвата односно трпи семејно насилство. Доколку се препознавате вие или било кој од вас или ваши соседи, познаници во делот на овие видови на насилство кои што ги опишав, сметам дека истото треба да биде пријавено до првиот надлежен орган кој што може да ви помогне и може да ве упати и да ја процесуира целата постапка. Ваков надлежен орган е Центарот за социјални работи и тоа местно надлежниот Центар за социјални работи, онаму каде што се случила штетното дејствие, каде што жртвата живее, како и Министерството за внатрешни работи на подрачјето каде што се случило штетното дејствие и каде што жртвата живее. По пријавувањето на настанот, жртвата треба да го опише во детали сето она што се случило, како и многу би било пополезно доколку жртвата располага и со докази во насока на докажување дека насилството е сторено, од каков вид на насилство е сторено и докажувањето на сите овие докази, на сите овие наводи во текот на судската постапка. Како релевантни докази кои што би послужиле за докажување на семејно насилство се секако доколку се работи за физичко насилство, повреди по телото, лекарски извештај, доколку се работи за демнење, вибер комуникација, потоа изјава на сведоци кои што биле присутни на настанот, можеме скриншотови од вибер комуникација и така натаму, сето она кој што опфаќа материјален доказ, а исто така е многу релевантен и самиот исказ на жртвата. На жртвата во овие моменти и од страна на центрите за социјални работа и од страна на Министерството за внатрешни работи и се понудува помош од аспект на здравствена помош, за да може да биде проверена од лекар и да се укаже здравствена помош, психолошка поддршка, може да биде згрижена во шелтер центри, да и биде укажана ваков вид на помош, односно да може да одреден период престојува во овие центри, а исто така доколку се работи за физичко насилство од поголеми размери, каде што жртвата нема каде да се врати, односно сака да се врати дома, а насилникот е во домот, исто така постои и можност да насилникот без оглед на сопственоста на имотот биде иселен од домот во траење од најмногу до 30 дена. За сета оваа постапка, најпрво жртвата треба да има волја и треба да донесе силна и непоголеблива одлука дека сака да ја води оваа постапка и дека сака да ја истера до крај, бидејќи многу пати се случува да жртвата во оној импулсивен момент кога настанот ќе се случи, да веднаш тој го пријави во полиција, го пријави во центрите за социјална работа и органите ги отпочнат дејствијата кои што треба да ги спроведат, а потоа жртвата од било каква причина, дали е од страв, дали е од немање на поддршка од незиното семејство, дали од немање на финансиски средства, од страв дека насилникот ќе го повтори делото или ќе го зголеми дејствието на делото, се повлекува. Сметам дека најбитен фактор во целата оваа постапка е да жртвата не се откаже од спроведувањето на конечно разрешување на овие постапки.